Вести на Канал 8, добродојдовте. Во подрачната единица на Државната изборна комисија во Кочани почна собирањето на подписите за кандидати за председател и за пратеници во собранието. Граѓаните на општините Кочани, Зрновци и Чешиново-Облешево може да се подпишат било кој ден во неделата во периодот од 8 до 20 часот. Во подрачната единица на Државната изборна комисија во Кочани почна собирањето на подписите за кандидати за председател и за пратеници во собранието на државата. Раководителката на Кочанската подрачна единица, Снежана Хаджипаунова, истакна дека на првиот ден од собирањето на подписите биле поднесени 3 листи на кандидати за председател. Граѓаните на општините Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци може да се подпишат кој било ден од неделата во периодот од 8 до 20 часот. Постапката за собирање на подписи за председатели и кандидати листи за пратеници трае од 23 денес до 8 март. Работното време на Државна изборна комисија е од 8 часот наутро до 20 часот секој ден и сабота и недела. Со тоа што последниот ден на собирањето на подписите е 8 март и тогаш работиме до полноќ до 24 часот кога истекува и рокот. Паралелно со ова, од 28 февруари започнува постапката за јавен увид во избирачки список, значи секој оној кој што има некоја промена во своите лични документи, може да се провери автоматски на страната на Државна изборна комисија, има апликација достапна, меѓутоа за секој проблем сме и ние тука и работиме исто секој работен ден од 8 наутро до 20 часот, додека трае постапката за јавниот увид, односно до 13 март. Денеска во просторите на подрачно деление Кочани поднесени се до сега 3 листи за кандидати за председател, и тоа Левица со Билјана Ванковска-Марковска, доктор Вело Марковски и кандидатот од Знам Максим Димитриевски. Интерес има, што не значи дека нели продолжува постапката, дека до крајот на денот можеби или утре ќе поднесат и други кандидати. Учесниците на изборите, листите со кандидати за председател на државата треба да ги достават до Државната изборна комисија најдоцна до 19 март на полноќ. Инаку председателските избори се закажани за 24 април, додека вториот круг е на 8 мај, кога треба да се одржат и парламентарните избори. Советот на општина Зрновци усвои иницијатива за основање локален музеј, што ќе биде нова институција од областа на културата. На последната седница беше дадена подршка и за оформување работна група која ќе ја спроведува постапката. Советот на општина Зрновци даде едногласна подршка на иницијативата за основање локален музеј како нова општинска институција од јавен карактер од областа на културата. Предлогот до советниците го достави градоначалникот Борчо Коцев, а во образложението за отпочнување на постапката нагласи дека на територијата на општината има предуслови и можности за функционирање на музеј со соодветна археолошка и етнолошка поставка. Имаме археолошко пронаоѓалиште кое што датира од 1000-та година, односно постоење на тогашниот воен и духовен развиен град Морозбион со Морошка епархија. Сето тоа припаѓа на Министерство за култура. Ние како општина, можеби до сега би требало или требало да се формира една работна група и изминатите години и да се направи елаборат со кој што елаборат започнува постапката за регистрирање или основање на локална институција, локален музеј. По завршување на донесување на елаборат живи здрави со ребаланс, мислам дека ќе биде после половината на 2024 година за обезбедување на средства. Кога ќе бидат сите тие документи донесени, тогаш со акт Советот ќе регистрира правно лице. Сега се работи ова лостување за започнување на процедури. Например, градоначалникот мора да донесе решение за формирање на таа група. Таа група мора да има стручен кадар, односно луѓе докажани во делот на културата со специјалност за музеи или археолози. За да се обезбедат потребните средства за изработка на елаборатот, ќе се направи и ребаланс на буџетот за оваа година.
По неговото комплетирање ќе биде познато од каков карактер би бил музеот, односно дали главно ќе презентира археолошки, етнолошки или историски артефакти. Намерата на општината е, според предметот на неговото работење, тој да биде од општ карактер, а во негов состав да има повеќе секции од различни области. Со финансиска подршка од Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој, пред 3 години во Зрновци беше завршена изградбата и уредувањето на етно куќа и регионален етнопарк. А со средства од општинскиот буџет пак, во Мородвис пред повеќе од 10 години беше отворена етно куќа со етнолошка поставка. Во Кочани се одржа координативен состанок на пензионерите, на кој присуствуваше и председателот на Сдруженијето Пензионери за достоинствен живот Драган Угриновски. Целта беше да се запознаат за досегашната работа, како и за идните активности кои ќе бидат превземени. Во салата на мултикултурниот центар во Кочани, Сдруженијето Пензионери за достоинствен живот одржа координативен состанок. Целта беше да се запознаат со досегашната работа и како ќе действуваат во иднина, при тоа остварувајќи ги барањата за линеарно зголемување од 5000 денари и укинување на партиципацијата за банско лекување. На средбата присуствуваше и председателот на Сдруженијето Драган Угриновски, кој истакна дека нивните поднесени барања до собранието не се усвоени ниту пак биле ставени на расправа на собраниска процедура. Ние како Сдружение Пензионери за достоен живот доставивме закони во собранието, закон за ПИОМ и закон за пензиско и за здравствено осигурување. Нашите закони не се усвоени, односно не се ставени на расправа на собраниска процедура, бидејќи во првичниот пат ни рекоа дека не ги добиле, но ние добивме писмено известување од председателот на собранието дека законите се поделени. После во проверка кај председателот на собрание ни доставија и доставна книга каде што се подпишани пратениците дека го доставили. И така да испадна дека и на пратениците тогаш им дадовме до знаење дека на 32 седница треба да го изнесат бидејќи се таму, но тие и тоа не го сторија. И затоа ние понатака почнаме да размислуваме самите да се бориме, бидејќи почнаа политичките партии да ги манипулираат пензионерите сега пред избори. Ние сакаме да ги едуцираме, да им објасниме на пензионерите за се она што треба да се случува понатака и за сето дека ние треба самите да се избориме, самите лично да се избориме за нашите права, бидејќи пратениците со нивното ќе повеќе не им верувам. Угриновски додаде дека протестите се во умирување поради техничката влада, а најави дека ако не се исполнат нивните барања, тие ќе продолжат на локално ниво, но ќе биде организиран и генерален протест во Скопје. Протестите ќе продолжат, но во умирување се затоа што сега е во моментот техничка влада и така да ингеренциите на техничка влада, освен на брза постапка, на брза лента некој закон да донесат, што е итен, овие наши закони нема да ги земат во обзир. И затоа и не сакаме да протестираме, нека се одморат малку и пензионерите, доста време протестираат, доста беа изложени на физички и на финансиски трошоци, така да малку кога ќе се постапи времето и доколку не се решат тие наши проблеми после изборите, ќе почнеме со протести, доколку не се дадат ветувања, односно доколку не се решат нашите проблеми. Присутните на координативниот состанок беа едуцирани за нејасни прашања, а одговорот го добија од председателот Угриновски и неговите соработници. Кочанските пензионери минатата година на улица протестираа повеќе пати, а на некои од многумината реализирани го блокираа и влезот на градот кај основниот суд. Во библиотеката Искра се одржа ликовно-литературна работилница со учениците од второ оделение од Основното училиште Свети Кирил и Методий. Поводот беше Светскиот ден на раскажувањето бајки. По повод Светскиот ден на раскажувањето бајки, во библиотеката Искра се одржа литературно-ликовна работилница со наслов Бајката чудесен свет на имагинација. Учесници беа учениците од второ одделение од Основното училиште Свети Кирил и Методий. Целта на ваквите работилници е да се потикнат и изразат творечките способности на нашата најмлада читателска публика, како и да се потикне интересот и љубовта кон читањето и кон книгите. Учесници во оваа работилница денес се учениците од второ 2 одделение од Основното училиште Кирил и Методий под менторство на дивната наставничка Весна Зашова
Исто така, преку ваквите работилници имаме за цел и да ја промовираме популарната детска литература, како што се бајки, басни за деца, раскази за деца и така натаму. Се надеваме дека ова ќе биде еден поттик за нашите најмлади читатели почесто да ја посетуваат нашата установа и да позајмуваат книги. На настанот, учениците имаа можност да поразговараат за бајките, басните, а исто така им беше објаснета и потребата од читањето на книги, како и дека може да се зачленат во библиотеката и оттаму да ги позајмуваат делата кои им се предмет на обработка во училиштето. И за крај информацијата од спортот. Викендов ќе се игра второто пролетно коло во втората фудбалска лига, во која Осогово ќе биде домакин на средбата со Тетекс. Во Виница Слога ќе биде домакин на пријателски надпревар со Превалец од Велес. Викендов продолжуваат надпреварите во првенството на втората фудбалска лига, во која ќе се игра второто пролетно, односно 17-тото коло. Осогово на домашен терен ќе го пречека стариот ривал Тетекс, а надежите на фудбалерите и на стручниот штаб се дека ќе постигнат поволен резултат и ќе ги освојат бодовите во борбата за опстанок во лигата. По минатонеделниот убедлив пораз на гостувањето против Беса, жолтосините дополнително се најдоа во тешка позиција, односно на предпоследното место на табелата, поради што само со освојување на 3 бода можат да сметаат на шанси за исполнување на главната цел. Гостинскиот тим од Тетово исто така не играше најдобро во есенскиот дел, а во првото пролетно коло минатата недела одигра нерешено на домашен терен. Со освоените 20 бода се најде на 12-та позиција, што значи дека е во загрозената зона која не гарантира задржување на второлигашкиот статус. Домашните фудбалери практично и немаат голем избор, односно ќе мора да играат за да победат и да почнат серија од добри резултати, барем на домашен терен, за да успеат да се извлечат од самото дно. Средбата со Тетекс се игра в сабота од 14 часот на стадионот Никола Мантов. Во првенството на третата фудбалска лига се уште трае паузата, па екипите имаат време за одигрување пријателски контролни надпревари. Виничка Слога 1934 в недела како домакин ќе ја пречека екипата на Превалец од Велес, која се надпреварува во третата лига Југ. Виничкиот второлигаш во преодниот рок ги засили своите редови и се надева на добар пласман, што ќе значи исполнување на целта за влез во повисок ранг. Потврда за тоа е што на гостувањето во Берово на пријателски надпревар минатата недела против Малеш, виничките фудбалери забележаа победа од 1:0. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.